Добар ден. Од овде ја почнуваме оваа работна недела, 14 часот, студио 1 со мене Владко Чаловски и секако колешката Јана Јосифовска. Јана, во продолжение, што е она што денес го имаме секако? Така, Чаловски, добар ден почитувани и од мене и за почеток на ова отворено студио одиме да ве избрифираме што се ќе содржи, односно најавата на содржините. Започнуваме стандардно, ќе издвоиме главните поенти од вчерашните гостувања во Централниот дневник на Еден ТВ. Ќе слушнеме еден извадок од разговорот со Горан Трпеновски, новинарот кој што сега стана нов член на антикорупцијска, и секако ќе погледнеме едно делче од разговорот со Владимир Ниловски, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН по повод секако предстојните претседателски избори и калкулациите на партијата. Потоа ќе имаме со телефонско јавување колешката Искра Опеческа, која што пак ќе не информира за најновото рочиште за настанито 27 април. Веднаш по неа гостин во студиото ќе биде колегата Славчо Поповски, кој што и нас, а богами и вас, детално ќе ве информира што се, какво време всушност може да очекуваме следниве денови и секако следува нагло заладување. 14 часот и 30 минути време е резервирано за вестите на Еден ТВ. Со мене и со колегата Чаловски повторно се гледат од 15 часот и 20 минути, каде тука во отвореното студио 1 ќе ни гостува писателот Стефан Марковски. Секако повод еден голем успех, односно неговата поезија е објавена во повеќе европски држави. Секако ќе продискутираме малку и по повод навиката читателска на македонските граѓани. 15 часот и 40 минути стандарден термин за анализа со колегата Дејан Андоновиќ на светските и регионалните случувања. Веќе од 17 часот ги отвараме телефонските линии за да ги слушнеме вашите мислења и ставови по повод на тема која што и тоа како ја бранува изминативе денови јавноста за годишната програма на Министерството за култура. Може да се каже дека драма настана по овој повод, па еве да ги слушнеме вашите јавувања, а секако ќе погледнеме и прилог на колегата Христијан Баневски, а ќе слушнеме и дел од изјавите на сите засегнати страни. 17 часот и 30 минути стартува забавната програма на Еден ТВ со возење со Вучиќ. Веднаш потоа ги имаме нашите ексклузивци Стефан и Нина, и секако веднаш после нив вашиот и наш омилен Сергеј Варошлија и неговите модни критики и совети до вас. Од 19 часот и 20 минути веќе ќе погледнеме снимена фактички разговор на колегата Саша Ордановски со Билјана Ивановска. Зошто снимен? Бидејќи вредно е да се напомене дека колегата Ордановски од денеска е во Брисел, каде што на покана секако на Министерскиот совет, односно состанок од НАТО, детално во следните отворени студија и во информативните блокови ќе не информира за сите настани и изјави поврзани со Министерскиот состанок. 20 часот Централниот дневник на Еден ТВ, каде што колегата Александар Петревски заедно со Боријан Јовановски ќе ве водат низ дневните информации, и гостин ќе биде Ѓорги Филипов, поранешен амбасадор, меѓутоа секако е еден кандидат кој што се пријавил на апликацијата на СДСМ за предстојните претседателски избори. 21 часот авторската емисија Лица на Анита Кочишки. Од 22 часот повторно ќе имаме разговор на Саша Ордановски со Никола Дујовски, и секако ова отворено студио се заокружува со дневникот на Еден ТВ и најновите информации. Така, а Горан Трпеновски, новинарот, е член во новиот состав на антикорупцијска комисија, кој што се избра некаде по година дена, значи антикорупцијска во Македонија и да не функционираше година дена. Меѓутоа, најголемиот предизвик за новиот состав на антикорупцијска се секако претседателските избори кои што допрва следат. Меѓутоа, затоа и за мотивацијата на еден новинар, нели, да биде член од оваа антикорупцијска, слушаме од Трпеновски, кој што беше гостин во дневникот.
Мислам дека е добро да има новинар, не само новинар. Јас се изненадив што на конкурсот не се пријавија многу од невладините организации. Значи, цело време колку тие се бореа, зборуваа, исто и ние новинарите, и испадна да е само еден новинар. Реално таа комисија треба да биде на граѓанското општество. Таа треба да има превентива и контрола на работата на власта. Основна работа е превентивно да ги контролира институциите на власта, да не забегаат, бидејќи имаме одминатото искуство. Како ќе коментирате таа врска помеѓу Талат Џафери и вашиот колега? Знаевте ли вие не, јас не знаев, јас бев членовите на комисијата веќе посочија дека не знаеле за таа роднинска врска? Јас не знаев, јас бев кандидат, но го гледав после тоа на Собранискиот канал излагањето и мислам дека беше солиден и ќе покаже работата. Сега ќе видиме во комисијата. Ќе покаже работата дали и во непотизмот на политичките партии и на блиските на функционери. Со работа треба да покажеме дали тоа ќе има некое влијание или стварно ќе се работиме работата како што треба. Така, но во случајот, не случајно го пуштивме прилогот со тетовската клиника на самиот старт, иако како што вели и насловот, ваш прв тест ќе бидат изборите, меѓутоа малку подоцна. Прво да ве прашам за овие обвинувања кои пристигнуваат секојдневно од Министерството за култура, еве сега и од секторот здравство, како да не стивнуваат, особено реакциите за непотизмот. Како вие ќе се однесувате кон ова прашање и дали сметате дека сега вие ќе бидете, сте подготвени да бидете еден коректор на ваквите општествени случувања? Мислам дека тоа ќе не биде клучната работа. За жал сега се председателските избори. Ние не сме уште ни конституирани, немаме ни канцелари, но барем јас и како новинар редовно ги следам сите случувања, сите написи, се тоа што се обвинува за непотизам, се брза со такви вработувања, бидејќи од распишувањето на изборите не може да има таква работа и прва наша цел ќе биде контрола на тие работи, односно злоупотребата на буџетски средства, ама тука е најтешкото, злоупотребата на администрацијата. Кронизми, на влијанието, вработување на блиски лица, тоа е тешка работа, но мислам дека тоа мора да ставиме некој ред, бидејќи што е предноста наша. Во јуни имаме датум за преговори. И мора власта, ако сака да добие датум, зашто имаме 4 услови: борба против корупција, разрешување 27 април, јавна администрација, реформа на судство. И мора да ги решат овие работи. Ти можат се све што сакаат да прават, но мислам дека ние како комисија тука ќе ни првиот интегритет. Да видиме дали можеме да се справиме со таа работа. Ние треба да алармираме, ние треба јавност и тука треба да ни помогнат невладните организации и медиумите. Ние како комисија се што ќе ни дојде како дојава, дали по собствена иницијатива, дали преку медиумите кои што многу им помагаат на ваквите тела кои допред глас. Значи медиумите нас ќе ни бидат клучни. Ако медиумите се заинтересирани, ако ние знаеме да тоа да го презентираме на медиумите, многу ќе е лесно. Јавност е најклучна тука. Значи ние може било која одлука да донесеме, ако нема јавност, нема ништо да се постигне. Јавност и на владините организации. И само упорност, и само критикување на власта дека не смеат да прават работи кои што не се законски. Ќе видиме на председателските избори. А кога сме кај председателските избори секако предстојни, како што споменавме, вчерашен гостин во Централниот дневник на 1 ТВ беше Владимир Ниловски од ВМРО ДПМН. Имено зборуваше за визијата на партијата, секако и за кандидатурите за председателските избори. Меѓу другото, истакна дека неговиот став е дека ВМРО ДПМН конечно треба да излезе, односно да има надпартиски кандидат, како што рече, и јавно призна дека застанал зад кандидатурата на професорката Гордана Силјановска. Во продолжение слушаме и дел од овој разговор. Расположението внатре во ВМРО ДПМН во моментов е демократско, односно сите кандидати во моментов се представуваат пред делегатите и пред
членството на ВМРО-ДПМН. Она што морам да истакнам е дека, како и во минатото, каде што изборот на кандидат за председател се правил преку конвенција, за разлика од Социјалдемократскиот сојуз, каде што прв пат имаме еден ваков вид на конвенција за избор на председател. Значи, ова е веќе практика на ВМРО-ДПМН. Она што мене ме радува е тоа што дел од кандидатите во ист ден се случува да се во иста општина, дури пак се случува на дел од состаноците на одредени кандидати да се други присутни кандидати, да се разговараат меѓу нив, значи практично е делат кампањата. Па не во партијата? Не ја делат, секој си има своја посебна кампања, но практично имаме едно единство во партијата и без разлика тоа што тие се надпреваруваат еден со друг, сепак значи се почитуваат и она што јас до сега слушнав е дека сите кандидати ќе го почитуваат изборот на делегатите на конвенцијата и ќе застанат позади изборот на кандидатот за председател на ВМРО-ДПМН. Јас можам од мое лично име да кажам како Владимир Неловски, мојот став е дека во моментов дојдено е време и е потребно на ВМРО-ДПМН да има надпартиски кандидат, токму затоа и застанав позади професорката Гордана Силјановска-Давкова и заедно со тимот Силјановска во изминатиот период бев во неколку комитети, морам да признам. Во интерес на целокупниот процес не би зборувал повеќе околу кандидатурата на професорката, но сакам само да истакнам дека според мене во овој момент потребно е целокупно обединување на сите македонци без разлика на нивната партиска, етничка или било каква нивна ориентација, поради фактот што можеме да забележиме сите во Република Македонија во сите сфери се случува помор и потребно е обединување и на оние луѓе кои што гласале претходно за ВМРО-ДПМН и се наши поддржувачи, но и оние луѓе кои што во минатото поради дел од причините не гласале за нас или негодувале со некои од нашите политики, да застанеме заедно и да му се спротивставиме на ова зло што му се случува на народот и на пред се Република Македонија. Споменавте дека застанавте зад надпартиски кандидат. Дали ова можеме да го протолкуваме како можеби своевиден страв да не ви се повтори вас она што му се случуваше на СДСМ за време на опозиција, кога се уште имате председател на државата од вашата партија? Токму така. Не се работи за тоа. Најпред сакам да истакнам дека јас ги почитувам длабоко и сите останати кандидати кои што дел од својот живот го посветиле внатре во партијата и во развивањето на самата партија, но сметам дека во моментов на ВМРО-ДПМН е потребно да подаде рака на надпартиски човек кој што ќе ги обедини сите граѓани на Република Македонија, а не само членовите на ВМРО-ДПМН или пак симпатизерите. Значи, пак ќе повторам, во Република Македонија проблем имаат сите граѓани, немаат проблем само ВМРО-вците или пак симпатизерите на ВМРО-ДПМН. Еве назад во живо од студиото и на телефонска врска ја имаме Искра Опетческа. Искра, доколку се слушаме, пред малку заврши рочиштето за судењето од 27 април. Што е она најново што можеш да го соопштиш? Да, Чаловски, се слушаме. Добар ден до гледачите на Еден телевизија. Пред малку заврши, односно беше прекинато судењето за случајот 27 април поради барање на одбраната на еден од обвинетите. А она што се случуваше денеска беа завршените зборови, имено продолжуваат завршените зборови за 17 обвинети од 33 колку што првично беа. И денеска одбрана даваше адвокатот на Горанче Ангеловски Ќосето, Драган Пешовски. Она што може да се извои, што беше наинтересно да и се соопшти на јавноста, е тоа што адвокатот Пешовски за цело време негираше дека неговиот клиент Ангеловски е виновен за кривичното дело што му се става на товара, тоа е загрозување на уставниот поредок на Република Македонија. Именно тој најпрви кажа дека не е допустливо јавното обвинителство за организиран криминал да го товари неговиот клиент пред се прво за учество во толпа беше обвинет, потоа беше обвинет за насилство, па за убиство и на крај за тероризам, односно за загрозување на уставниот поредок. Според одбраната на Ќосето, ваквото, како што рече Пешовски, растепкување на настанители на 5 кривични дела за кои што првично беше осомничен и обвинет, е недозволиво, како што кажете. Инаку тој се задржа најмногу на две действија за кои што тој е
е обвинет имено Ќосето, меѓу другото обвинет дека е влегол во собранието за да го спречи изборот на председателот на собранието. Меѓутоа, адвокатот Пешовски кажа дека е невозможно Ќосето да влегол за да го спречи изборот на председателот на собранието Талат Џафери, бидејќи самото обвинителство во своите завршни зборови потврдеше дека Ќосето не бил внатре од кога влегол внатре во собранието, од кога веќе бил завршен изборот на председателот на собранието. Исто така, тој се задржа и на действието што му се става на товар на Ќосето дека тој го мобилизирал членството на народното движење Ќосето од Велев, кое што, како што кажа Пешовски, има 200 членови, а според обвинението, пак велам, кој што ги даде во завршните зборови обвинителството за организиран криминал, од Сдруженијето Ќосето во собранието влегле само 20, меѓу кои Ќосето и Илија Славевски, кој сега е случајно амнестиран. Од тука Пешовски праша како е може Ангелов да мобилизира членство, кога само од ова здружение внатре во собранието биле препознаени 20 членови. Според одбраната на Горанчо Ангеловски и Ќосето, обвинителството не понудило никакви материјални докази за да може да докаже дека Горанчо Ангеловски сакал да го загрози ставниот поредок, односно безбедноста на Република Македонија. Пред да биде прекинато судењето за следното рочиште и закажано за 15 февруари, во завршни зборови имаја и адвокатите на Игор Јук, Мирослав Јакимовски и Сашо Трајковски. Мирослав Јакимовски во своите завршни зборови каже дека е убеден дека неговиот клиент Игор Јук никако не може да биде виновен за тероризам, бидејќи според Јакимовски Игор Јук бил докажен патриот и секогаш се борел на страната на Македонија, односно во 2001 како бранител. Она што може да се изгледа завршните зборови на адвокатот Јакимовски е тоа што тој каже дека јавното обвинителство за голем организиран криминал изрази жалење за амнестијата, меѓутоа сепак според него тоа е хипокризија, бидејќи како што рече тој, за да може да бидат амнестирани тие што веќе се амнестирани, јавното обвинителство за организиран криминал претходно морало да даде согласност. Од тука Јакимовски заклучи дека неговиот клиент Игор треба да биде ослободен од ваквата вина, меѓутоа сепак кажа дека можеби ако треба и да бидат гонети обвинетите во 27 април, овие што се на обвинителна клупа сега, тогаш тоа би требало да биде за некој друго кривично дело. Исто така, што е за одбележување интересот за јавност е да се каже дека адвокатот Јакимовски го оспори сведочењето на загрозениот сведок што од обвинителството за организиран криминал беше означен како С1. Имено тој кажа дека овој сведок дал контрадикторен исказ, затоа што, според адвокатот Јакимовски, тој присуствувал на средбите како што сведочеше загрозениот сведок, меѓутоа кога на суд сведочеше пред судија, тогаш кажа дека сите тие муабети што ги кажал во записник биле пренесени од друго лице, значи од втора рака. Тоа е прилика тоа што може да се каже од денешното судење, што е интересно за јавноста. Имаме изјави, адвокатите даде изјави после завршувањето на ова рочиште, ќе бидат се разбира соодветно обработени, ќе ги емитуваме во некои последните изданија. Чаловски, ако има прашања, повелете. Не, Искра, ни останува само за да ти се заблагодариме за овој навистина исцрпен извештај. Дефинитивно, дури како и ние да сме биле таму, верувам и гледачите. Секако, уште еднаш благодариме за исцрпните информации. Ете, слушнавте, почитувани, прекинато денешното рочиште за настаните од 27 април. Веќе во следниот информативен блок, колешката Искра Опечевска ќе има и прилог, секако, се офатена која е возможно и од ова. Да. Кратка пауза, само да го внесеме Славчо Поповски во студиото и се враќаме во живо. Како што рековме, еве не назад во живо од студиото и Славчо, за волја на вистината, подолго време не си бил овде во студиото. Да. Луѓето те следат, гледачите те гледаат редовно на програмата на Еден ТВ, меѓутоа вака малку еве ние поопширно да образложиме. Каков период не чека, бидејќи напомена дека доаѓаат ладни бранови? Така, значи најпрви добар ден и поздрав до гледачите. Наглата промена на времето доаѓа уште од оваа ноќ, што значи под влијание на многу постуден воздух од север, ќе имаме нагло заладување,
температурите ќе опаднат дури за некаде до 10 степени, а локално и за повеќе. Па така, врнежите кои ќе пристигнат од запад ќе бидат најпрви од дожд, а на планините од снег, па така поради падот на температурите во текот на ноќта и утре и на некои пониски места ќе поминат во снег, особено на запад и на север, со што на некои места ќе дојде до формирање и на потенка снежна покривка, додека на планините истата ќе се зголемува. Само што навикнавме на топлото. Така. Колку време ќе трае овој ладен? Ова нагла промена многу ќе влијае повеќето од граѓаните, особено врз метеопатите, значи појава на главоболки по време на нервоза и така. А сето ова ќе биде проследено и со засилен ветер од северен правец, кој на некои места ќе достигнува над 70 км на час. Славчо, до кога ќе не држи студот? Па не, среда ќе биде најстудена, преку ден со максимални дневни температури од -5 до 5 некаде. Во четврток ќе биде особено студено наутро, со минимални температури од -12 до -2. Ако во сите овие студени денови имаме и континуирани врнежи од дожд? Или веќе ќе придат во снег, значи, снежни врнежи? Утре и задутре само локално слабо провејување на снег има, додека веќе од четврток па натаму очекуваме претежно суво време и со постепен пораст на температурите, особено на максималните. Значи овој студ нема се да потрае многу долго. Значи следниве неколку денови повторно Да. многу топлата облека да ја вратиме Така, назад, некако, па веќе веројатно ќе се стоплиме. Некоја дополнителна информација што вреди да се спомена Па до уште на гледачите? возачите да им препорачаме доколку овие денови патуваат, особено низ планинските превои, со оглед на тоа дека ќе имаме многу ниски температури, ќе има и појава на голомразица, па така да бидат крајно предпазливи. Тоа беше Славчо Поповски, човекот кој што никогаш не греши, или еве да бидеме поскромни, ретко греши со времето, да. Се информиравме детално за какви денови, какви температури не очекуваат. Овде јас и ја направиме пауза, се враќаме околу 15 и 20 часа.